Мита конечно ја лансира апликацијата Edits која што е наменета за едитирање на видеозаписи. За да ја користите оваа апликација, потребно е вие да си направите акаунт со вашиот Instagram профил. Првиот прозорец од апликацијата го има името Ideas. Во овој каде што пишува Stickers кое што наликува на Notes, ви дава можност да си ја напишете ваша идеја која што ја имате за креирање на вашиот рил. До неа е сместен дел од Collection каде што може да ги видите риловите кои што ги имате зачувано во вашиот Instagram профил, а во Collection се прикажуваат колекциите со зачувани рилови кои што ги имате на Instagram. Inspirations е секција во која што можете да гледате рилови. Тука имаме две категории: Inspirations каде што се прикажуваат рилови од различни креатори и Following каде што се прикажуваат рилови од акаунтите кои што вие ги следите на социјалната мрежа Instagram. Projects е делот во кој што се прикажуваат проектите кои што вие сте ги креирале. Овој дел во суштина е делот каде започнува креирањето и развојот на еден ваш видеопроект. Си кликнувате на плусто и потоа си избирате одреден видеозапис на кој што сакате да му правите манипулација, односно да го едитирате. Кога се едитира еден видеозапис може да се додаде аудиозапис од библиотеката со музики или пак да си додадете ваш аудиозапис. На видеозаписот може да се додаде текст и на него да се направат одредени манипулации, менување на фонт, додавање на ефекти, анимации. Постои и опција за конвертирање на текст во говор, има повеќе гласови кои што може да се искористат за да зборуваат на текстот кој што вие сте го поставиле. Следно што може да се додаде е voiceover. Тука во оваа апликација постои и можност за додавање на captions кои што може да се направат од самото видео или пак да се генерираат од поставениот voiceover. Следно што може да се додаде е overlay. Постои можност да се добават звучни ефекти. Може да се додаваат и стикери на еден видеозапис кој што е во фаза на едитирање. Кога ќе се кликне на еден видеозапис еве кои опции ги имате за користење. Split, сечење на видеозаписот. Volume, контрола на глас. Speed, менување на брзина. Green screen. Adjust, опции за менување на светло, контраст, сатурација и други ефекти за подобрување на самото видео. Effects, зумирање, одзумирање и други видеоефекти. Filters, колекција на филтри. Voice effects, ефекти за менување на глас. Extract audio, екстрактирање на аудиото во аудиотрака. Mirror. Replace, замена на видеозаписот кој што е поставен во една видеотрака. Slip, опција која што го прави видеозаписот како да се крла. Оваа опција не може да се постави на целото видео, туку само на дел од видеото. Duplicate, дуплицирање на самото видео. Експортирање. Пред самото експортирање со кликнување на икончето може да ја промените резолуцијата на самото видео. Со кликање на експорт започнува експортирањето на самиот запис и кога готово ви дава опција да го споделите на Facebook и Instagram. Дополнително оваа апликација овозможува да снимате преку неа и потоа самиот запис да го едитирате. Тоа е икончето кое што се наоѓа веднаш до делот за креирање на проекти. Insights, тоа е дел во кој што се прикажува статистика за вашите рилови.